Добро вечер во централните вести на Канал 5 и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Судијата Ристов тврдел дека 350.000 евра пронајдени во зид се од земјоделие. Обвинителите бараат да го докаже потеклото на парите. 4 години затвор за Арифи и 1 година и 10 месеци за Амити во случајот гериатрија. Како отежителни околности ги ценеше видот, карактерот и тежината на кривичните дела, начинот на извршување на истите. Обвинителството задоволно од пресудата. Одбраната најави жалба. СДСМ нема да гласа за безбеден град. Спорно за нив е кој ќе контролира базата на податоци од граѓаните. Освен што сме за безбедност во собрајкајот, ние сме и за безбедност на податоците. Македонија под снежна покривка. Потежнат. Лизгаво. Се стигнува сега на време? Па не. Надлежните уверуваат дека патиштата се проодни, но апелираат да се внимава. Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција излезе со детали за предметот за судијата Ристов, чии родители според нив тврделе дека парите најдени во зид се нивна собственост. На претресот, кој што според обвинителството е законит, не присуствувал судијата, кој сега е во домашен притвор. Детали од Дејан Трајковски. 350.000 евра скриени во зидот биле приходи на неговите родители стекнати од земјоделие. Вака апелацискиот судија Ѓоко Ристов се бранел во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кое го сомничи за противправно стекнување и прикривање на имот и перење на пари. Предметната обвинителка од обвинителството Искра Хаџивасилева на денешниот брифинг со новинарите посочи дека ваквата одбрана не ги убедила ниту изгледа кредибилна наспроти она што го имаат како докази. Потеклото на парите допрва треба да се утврди, вели таа, бидејќи фатените пари засега не се знае дали се од предмети кои ги водел судијата Ристов, но Хаџивасилева посочи дека обвинителството работи со бројните сведоци и докази. Одбраната која беше дадена, обвинителството не го убеди. Ниту изгледа кредибилна, наспроти она што го имаме како докази. Не убеди дека се чувани и дека се од земјоделие. Ке видиме, можеби ќе покаже документ со доказ дека грозието му било плаќано со банкноти од по 500 евра. Во моментов нема конкретен доказ дека овие пари ги примил судијата. Ке видиме што ќе донесе истрагата, а во моментов во тек е и финансиска истрага. Кажа обвинителката Искра Хаџивасилева, која посочи дека истрагата обвинителството ја водело речиси 1 година, во која имало бројни индиции дека постоело тргување со влијание, меѓу другото, од пораки меѓу затвореници до сведоци кои им пристапиле со пријави за судии во апелација. Контурите на предметот почнале да се исцртуваат по апсењето на адвокатот Фехми Стафа, кој беше фатен со обележани пари, кои наводно биле за подмитување на апелационен судија. Откако станало јасно дека се бараат кеш пари, започнали претресите, од кои 2 биле во домот на родителите на Ристов во Неготино, а во првиот наврат била пронајдена свежа дупка во бетон. Се обидовме повторно во Неготино со дополнителна опрема. Прашавме дали е нешто реновирано. Ни одговорија дека ништо не е правено. Имаше индиции дека во едно место има понов цемент, поразлични плочки, а и на тропкање даваше поразличен звук. Бидејќи прописите не обврзуваат да не кршиме и растуриме, се обидовме што поелегантно, но при мало кршење се појави дупка, а во десниот дел од истата беа парите. Целата акција беше извршена пред сведоци, пред членови од семејството. Спротивно на обвинителството, адвокатот на Ристов стои позади кажаното на неговиот клиент во обвинителството и пред судот, а според него, членот според кој се гони не може да се однесува на судии. Обвинителството тврди, се обидува да докаже дека овие пари се на судијата Ѓоко Ристов и покрај тоа што се најдени 100 километри од неговото живеалиште, докази дека се тоа негови пари во мигов нема, тој член едноставно не се однесува на суди и на обвинители. Во меѓувреме се огласија и од Сдруженијето на судии, бараат темелна истрага и евентуално откривање на други инволвирани лица, но апелираат случаите на корупција во судството да не се генерализираат.
Во случај на докажана корупција, Сдруженијето на судии јасно и недвосмислено се оградува од секој корумпиран судија или носител на судска функција, кој со своето незаконско постапување го нарушува угледот и интегритетот на судскиот систем. За судијата Ристов биле применети сите механизми да се превенира евентуално бегство, иако немало мерки, а ефективен притвор не бил побаран, оти во моментот на барање на мерките бил на боледување. 4 години затвор за Арифи и 1 година и 10 месеци за Мити во случајот геријатрија. Судот ги прогласи двајцата обвинети за виновни, оценувајќи дека во целост се докажани наводите од обвинителниот акт. Деталите од Михајло Видимлиски. 4 години затвор доби Мухсин Арифи, поранешниот директор на специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина, кој се товареше за примање подкуп. Вработениот во истата болница Блери Мамити, обвинет за примање награда за противзаконито влијание, пак доби 1 година и 10 месеци затвор. Скопскиот кривичен суд ги прогласи за виновни, а според обвинението, Арифи побарал 20.000 евра за да овозможи прием на пациентка во тешка здравствена состојба. Додека Амити посредувал при предавањето на парите. Судијката Ленка Давидкова во образложението истакна дека судот особено го ценел искористувањето на тешката здравствена состојба на пациентите и нарушувањето на довербата во јавното здравство. Како отежителни околности ги ценеше видот, карактерот и тежината на кривичните дела, начинот на извршување на истите, особено што и коруптивната форма на овој криминалитет е откриена благодарение на храброста на сведокот Небие Заимовска, која како давател на издршка за лицето Искра Сабиновска се нашла во една незавидна состојба поради тешката здравствена состојба на Искра, заради што морала да најде начин за нејзино најскоро сместување во болница. Нивниот адвокат најави жалба, а од обвинителството се задоволни од осудителната пресуда. Секако не сме задоволни од висината на казната која што е изречена за двајцата обвинети и следствено на тоа наше право да поднесеме жалба и ќе поднесеме жалба до апелациониот суд Скопје. Обвинителството е задоволно од тоа што судот ги прифати аргументите и успеа да ја докаже вината на обвинетите. Во однос на казните ќе сочекаме одлуката писмено изготвена, ќе ги прочитаме причините подетално и секако обвинителството ќе заземе став во однос на тоа дали е задоволно од вака изречената казна денес од судот. Мухсин Арифи, кој беше уапсен лани во април, останува во притвор, иако неговата одбрана бараше да се укине. Судот го прифати предлогот на обвинителството оваа мерка да остане. Управните одбори да бројат 3 члена, а статусот ВД да биде временски намален. Презентиран предлог законот за високите раководители. Нема доживотни функции, нема недопирливи позиции. Премиерот Мицкоски информираше дека на Светскиот економски форум во Давос содржал состанок со сопственикот на компанијата 4IG, која ја доби дозволата за трет мобилен оператор во Македонија. На средбата, како што откри Мицкоски, од компанијата најавиле инвестиции во висина од 100 милиони евра. Денот го започнавме со состанок со сопственикот на компанијата 4IG, компанија која што го доби практично ја доби дозволата за третиот мобилен оператор во Македонија. Она кое што тој ме информираше е фактот дека во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на третиот мобилен оператор. Што добиваат граѓаните? Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. Се разбира, еден од најголемите предизвици е вештачката интелигенција. Ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси, бидејќи тоа се процесите кои што ќе го опиша човештвото во годините кои што следат. Тоа се процесите кои што ќе имаат водечка улога во следните 10, 15, 20, 25 години. Македонија нема да седи на страна, туку Македонија ќе биде активен учесник во сите овие процеси. А американскиот председател Доналд Трамп во долгоочекуваниот говор на Светскиот економски форум во Давос изјави дека нема да употреби сила за да ја преземе контролата врз Гренланд. Сепак побара итни преговори за Арктичкиот остров. Повеќе од Афродита Рамос.
Доналд Трамп ја исклучи можноста да користи сила за присвојување на Гренланд, но побара неодложни преговори за сопствеништво врз островот. Тој се пожали дека САД најмногу вложиле, а ништо не добиле од НАТО. Затоа за возврат го бараат клучниот стратешки остров, кој според Трамп може да биде заштитен единствено од Америка. People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark. We paid for, in my opinion, 100% of NATO because they weren't paying their bills. And all we're asking for is to get Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. You can't defend it on a lease. They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. Пред долго очекуваниот говор на Трамп, во Давос генералниот секретар на НАТО Марк Руте се обиде да ја смири тензичната атмосфера околу овој раскол во НАТО. Тој го пофали Трамп за неговото лидерство во рамки на алијансата и рече дека заедничка цел на НАТО и САД е одбрана на Арктикот од Русија и Кина. When it comes to the Arctic, I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that the sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. I'm not popular with you now because I'm defending Donald Trump, but I really believe we can be happy that he is there because he has forced us in Europe to step up, to face the consequences, that we have to take care more of our own defense. Утре во Брисел се очекуваат лидерите на земјите членки на ЕУ на итниот состанок на кој Унијата треба да истапи со консолидиран одговор на барањата на Трамп, но и на заканите за американски тарифи за сите европски земји кои ќе застанат на патот на целосно американско сопствеништво врз Гренланд. Во пресрет на состанокот, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта предупреди дека Унијата е подготвена да се одбрани од принуди. We are united in full support and solidarity with the Kingdom of Denmark and with Greenland. Only they, Denmark and Greenland, can decide on their future. We stand ready to defend ourselves, our member states, our citizens, our companies against any form of coercion. Трамп во својот говор остана дециден дека островот на кој тој планира да гради противракетен систем Златна купола е исклучително потребен за националната безбедност на САД, а со тоа и на целокупната Северноатлантска алијанса. Продолжуваме со домашни теми. Комисијата за избори и именувања во Македонското собрание едногласно ја утврди предлог одлуката за новиот состав на Државната изборна комисија, каде што предлог на опозицијската СДСМ за председател е Бојан Мариќиќ. Председател на Државна изборна комисија се предлага Бојан Мариќиќ и член на Државната изборна комисија се предлага Борис Кондарков. Политичката партија ДУИ за член на Државна изборна комисија предложи Дитмире Шеху. Движењето БЕСА за подпредседател на Државна изборна комисија го предложи кандидатот Абдуш Демири. Констатирам дека едногласно Комисијата за прашање на избори именувањата ја утврди предлог одлуката за избор на председател, подпредседател и членови на Државната изборна комисија. Проектот Безбеден град и најавениот протест на транспортерите во фокусот на првите пратенички прашања од почетокот на годината. Според најавите, владата и ресорното министерство ќе ги поддржат протестите против новите правила на ЕУ за влез и излез во Шенген зоната. Повеќе од Ивана Стојановска. Владата и Министерството за транспорт ги поддржуваат протестите на транспортните работници, кои во понеделник ќе се приклучат на регионалните протести против новиот електронски систем на ЕУ за влез и излез во земјите од Шенген зоната. Ова на седницата за опозицијски прашања го потврди министерот Александар Николовски во одговор на пратеникот од СДСМ Митко Трајчулевски. Николовски посочи дека како влада барале одложување на заострените контроли на границите, но дека не наишле на разбирање од Унијата за овој проблем, кој сериозно се заканува не само на македонската, туку и на регионалната економија. Со прекинување со колапс на овие синџири на снабдување, ние ќе дојдеме до ситуација да имаме недостаток на
прехранбени производи, на основни потрепштини во нашите маркети, недостаток на лекови во нашите аптеки, недостаток на repроматеријали за нашите фабрики и компании. Формалниот одговор кој што пред некој ден го даде и портпаролот на Европската комисија, со кој што не се слагам, е дека нема разлика помеѓу она што до сега биле правила и новите правила. Го задолживме Министерството за внатрешни работи повторно да се обрати до Европската унија со барање да се одложат овие правила. Во фокусот на претениците се најде и системот Safe City. Опозицијата со критики дека предвидувал високи казни, а дел од претениците реагираа и за SMS пораките за опомени кои се испраќале само на македонски јазик. Министерот Тошковски возврати дека човечкиот живот нема цена и дека благодарение на безбеден град значително се намалени жртвите во сообраќајните незгоди. Зошто не го употребувате албанскиот јазик кај SMS пораките за тестирање на Safe City? Зошто е прекршен законот за албански јазик кој што е уставна права? Има цена човечкиот живот. Господине Снопче, од кога е започната имплементација на Safe City проектот, заслуга на македонските граѓани е спасување на 9 човечки животи компарирано со 2 месеци од претходната година. Секој еден акт кој што ќе поизлезе во форма соодветна од страна на Министерството за внатрешни работи, без разлика како е доставен, ќе биде доставен на јазикот утврден согласно закон и устав. Ова беа први опозицијски претенички прашања од почетокот на годината. Се одржуваат согласно новиот деловник, еднаш месечно во времетрајање од 2 часа. СДСМ нема да ги поддржи законските измени за безбеден град. Партискиот лидер Филипче вели дека како партија не се против безбедноста во сообраќајот, но не можат да дозволат системот парцијално да биде спроведен. Дополнително, според него, потребно е да има и безбедност на податоците. Јана Јосифовска. Ние сме конструктивна опозиција, но не сме контролирана. СДСМ нема да ги поддржи измените на законот за прекршоци со кои системот Safe City треба да стартува од 1 февруари, соопшти партискиот лидер Филипче. СДСМ не се против безбедноста во сообраќајот, туку спорно е кој ќе ја контролира огромната база на податоци од граѓаните, кажа тој, пред собраниската седница која според најавите ќе се одржи во петок, а на која од ДУИ по неколкудневно тактизирање соопштија дека ќе дадат зелено светло за законските измени. Во однос на системот Safe City, законот за прекршоци, ние тој закон нема да го поддржиме. Ние не сме против безбедноста во сообраќајот. Доказ за тоа е тоа што сме го почнале тој систем. Меѓутоа не можеме да дозволиме системот парцијално да се имплементира. Освен што сме за безбедност во сообраќајот, ние сме и за безбедност на податоците, кој што повторно власта ниту го коментира, ниту се обидува да го регулира. Филипче на денешната пресконференција ја обвини власта за дефокус со измислени и лажни афери за опозицијата, додека според него течат криминални тендери, државата е изолирана, а економската состојба, како што вели, е катастрофална. Тој за следните денови најави нови бомби од антикорупцијскиот тим на СДСМ, за кој што тврди дека доаѓаат од членови на ВМРО-ДПМН, а доколку надлежните институции не реагираат, вели тие ќе поднесат соодветни пријави. Премиерот Мицкоски политиката во земјава ја сведе на таблоид. Наместо решенија и одговори за проблемите со кои граѓаните се соочуваат, сведоци сме на празни изјави на премиерот на ниво на жолт печат, без суштина, без реална политика. Ова не е политика, туку дефокус. Ќе објават една лажна вест за зграда во Дубај, а во позадина ќе протуркаат декрет во собранието. Со поддршката од ДУИ за законот за прекршоци, која произлезе од лидерската средба со Мицкоски, владеачкото мнозинство ќе го обезбеди потребното двотретинско мнозинство од 80 пратеници за тој да биде донесен. Ахмети и ДУИ одлучија сега да дадат шанса на проектот, а доколку нивните барања не бидат исполнети, најавија дека ќе иницираат нови законски измени. Нема веќе доживотни функции. Управните одбори се сведуваат на 3 члена, а статусот ВД станува исклучок, вели министерот за јавна администрација Горан Минчев, презентирајќи го предлог законот за високите раководители на органите на државната управа. Повеќе од Елизавета Дамјановска-Спасеновска.
Нема веќе доживотни функции и недопирливи позиции. Управните одбори ќе бројат најмногу 3 члена, а статусот ВД станува исклучок и строго временски и правно ограничен, најави министерот за јавна администрација Горан Минчев на јавната дебата за предлог законот за високи раководители на органите на државната управа и фондовите. Законското решение предвидува транспарентна постапка за именување на високо раководните функционери, но и јасно ги уредува мандатите и го ограничува изборот, изјави Минчев. Една од новините е и строго ограничување на поимот вршител на должност, односно ставаме крај на злоупотребата на вршител на должност. Позицијата повеќе не е титула, туку одговорност за резултати. Нема доживотни функции, нема недопирливи позиции. Раководителите ќе имаат стабилност, но и јасна обврска да испорачуваат резултати. Генералниот секретар на владата Игор Јанушев изјави дека со законот се воведуваат јасни и унифицирани правила за избор на директори, членови на колегијални органи, управни одбори и државни секретари. Именувањето на висок раководител мора да биде согласно унифицирани и транспарентни критериуми за именување и со овој закон се постигнува токму оваа цел. Со новиот закон се прави воедначување на правната рамка со која се регулира институтот на ВД директор, односно се воведуваат задолжителни критериуми и услови како и времетраење на оваа функција која нема да биде подолго од 6 месеци. Предлог законот за високите раководители на органите на државната управа и фондовите од 31 декември е поставен на ЕНЕР. Граѓанската иницијатива Стоп за Усие денеска на нов протест и блокада на сообраќајот на раскрсницата меѓу булеварите Борис Трајковски и Србија. Тамо е Јорданчо Цветановски, во живо го имаме во вестите. Па Јорданчо, да чуеме прво дали почна протестот? Така е, Борче, протестот почна пред околу 5 минути кога почна оние традиционални говори на граѓаните тука собрани на раскрсницата кај Борис Трајковски и булеварот Србија да кажат како што велат стоп за Усие, затоа што како што тврдат тие цементарницата во повеќе наврати го загадува градот. Сепак тие остануваат на оние главни барања, таа мерна станица која што ја има поставено општината Кисела Вода во 2023 година конечно да почне со функција врз која мерна станица самите граѓани ќе имаат 24 часовен увид да видат дали цементарницата загадува или не. Освен тоа, од иницијативата Стоп за Усие бараат да се постават повеќе мерни станици во поширокиот простор околу Усие со цел јавноста транспарентно во реално време да го следи нивото на загадување. Исто така тие бараат Усие да инсталира автоматски систем директно поврзан со Министерството за животна средина и просторно планирање, кој ќе обезбедува континуирано следење на автоматски аларм како мерната станица поставена во џаците на Усие, ако покаже дали загадувањето е над дозволеното. Освен тоа, од иницијативата Стоп за Усие во повеќе наврати ги истакна овие барања, меѓу кои се исто така и целосно елиминирање на употребата на високо загадувачки горива во производствениот процес на Усие и премин кон почисти енергенси како природен газ или водород, односно. Исто така денеска состав се произнесува и од самата фабрика Усие. Оттаму велат дека овие напади се неосновани врз нивната компанија и уште еднаш оттаму потенцираат дека фабриката не работи, меѓутоа загаденоста во градот во изминатите неколку дена повторно е на едно повисоко ниво. Кажуваат од цементарницата дека остануваат отворени за конструктивен диалог со сите релевантни партнери во насока за изнаоѓање на трајно решение на овој проблем. Борче, ние ќе останеме тука да ги проследиме говорите тука на говорниците на овој протест. Со повеќе информации ќе се најавам за следното информативно издание. Така, Јорданчо Цветановски за протестот против Усие. Ти благодарам. Сојузот на синдикатите идната среда излегува на протест. Бараат исполнување на барањето за зголемување на минималната плата на 600 евра и 100 евра зголемување на сите останати плати. Оттаму најавуваат дополнителни протести, блокади и генерален штрајк во јавниот сектор, доколку барањата не им бидат испочитувани.
Сандра Спасовска. Подобро познатата маршрута од пред зградата на ССМ преку Собранието и Стопанската комора па се до владата. Работниците излегуваат на протест. Со минималец од 25.000 денари едва се врзува крај со крај. Недозволиво е, велат од ССМ, да се остават работниците да преговараат со работодавачите. Според првиот човек на синдикатот Слободан Трендафилов, нема повеќе изговори. Вели, оние кои ќе решат да седат дома даваат поддршка на политиката за ниски плати и ги повика сите работници на 28 јануари во 17 часот да дојдат пред работничкиот дом. Доколку нема слух од надлежните, Трендафилов вели, ќе се превземат и други порадикални чекори. Нашите плати сме ги изработиле, ги заслужуваме и сметаме дека е потребно да бидат зголемени. Работниците кажаа и во анкетата на ССМ дека даваат поддршка на следните чекори кои ќе ги превземаме. Ова е само првиот чекор од низата чекори кои ќе ги превземаме во наредниот период, а кои ќе значат дополнителни протести, дополнителни блокади, генерален штрајк во јавниот сектор, а доколку немаат слух, ќе им собереме и 10.000 потписи, ќе станеме овластен предлагач на законите, ќе побараме намалување на функционерските плати за 78% и ќе побараме зголемување на работничките плати за 600 евра минимална плата. Од ССМ ги повика и останатите синдикати да им се придружат на протестот в среда, бидејќи велат сите се соочуваат со истото. Платите останале исти, а животните трошоци секојдневно растат. Според пресметката на синдикатот, за само еден месец вредноста на минималната синдикална кошничка е зголемена за околу 1000 денари. Ние во оваа година не видовме драстично зголемување на работничките плати, а само во месец јануари се зголеми вредноста на синдикалната минимална кошница и од овој месец по 1000 денари едно семејство посиромашно. Веќе, дури и зголемувањето на пензиите, инфлацијата го изјаде само со јануарската вредност на синдикалната кошница. Инаку во март, согласно законското согласување, минималната плата треба да се зголеми за околу 1500 денари. Надлежните се настават дека за повисок минималец во рамки на економско-социјалниот совет треба да се договорат работодавачите и синдикатите. И секој постигнат договор, владата велат ќе го испочитува. Македонија под снег. Во делови од државата сообраќајот во текот на денот на моменти се одвиваше отежнато, а на некои патни правци имаше и забрани за движење. Надлежните уверуваат дека екипите се на терен со цел непречено функционирање на сообраќајот, а и апелираат до граѓаните да внимаваат. Блокади, забрани и апели за внимателно возење. Снегот во земјава предизвика проблеми на повеќе локации. Сообраќајот на целата територија се одвива во зимски услови, а поради снежните врнежи некаде се одвива отежнато. Па така забрана за движење на камиони имаше на патните правци Плетвар и Стража. Пресека и кракот Маврово, Дебр, Струга, граничен премин Ќафазан и Демир Капија, Смоквица. Како што информираа од Министерството за транспорт и врски, сите расположливи ресурси се на терен и во континуитет се врши чистење на снегот од патиштата. Екипите на јавното предпријатие Македонија Пат се целосно екипирани. Ставена е на располагање потребната механизација и работна сила и во континуитет на терен се врши расчистување на снегот. Велат од Министерството за транспорт и врски и од јавното предпријатие Македонија Пат потврдија дека сите патни правци се проводни во државата и досега не се забележани никакви проблеми во сообраќајот. Од Центарот за управување со кризи велат дека има помали проблеми во Велешкиот крај и во општина Ранковце. Има непроводни или делумно непроводни патишта кај селото Раштани Велес и селото Герман Ранковце. Подсетуваме дека луѓето кои живеат во повисоките места навремено да се снабдат со основни намирници, храна и лекови и се препорачува внимателно движење на пешаците, бидејќи е можна појава на голомразица. Врнежите од снег во некои делови од државата престанаа, а од УХМР најавуваат постепен пораст на дневните температури деновиве се до викендот, кога повторно не очекуваат врнежи од дожд и снег. Акционерското друштво за приредување игри на среќа во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, реагира на, како што велат, тенденциозните и клеветнички обиди на одредени критички настроени медиуми да креираат искривена и неоснована перцепција за законитоста, професионалноста и институционалниот интегритет на работењето на друштвото. Во периодот на поранешното раководство во Државната лотарија биле ангажирани околу 190 лица со договор на дело.
Новото раководство, водејќи се од принципите на рационалност, законитост и функционална оправданост, го намали овој број за повеќе од половина, односно на 95 лица. Од овие 95 ангажирани лица, над 60 се ангажирани на продажни места кои што ја сочинуваат примарната продажна мрежа на друштвото, лоцирани во трговски центри и сопствени уплатни места. Додека останатите извршуваат контролни и административни задачи неопходни за непречено функционирање на системот. Лицата ангажирани во секторот маркетинг, меѓу кои има и јавни и препознатливи личности, вршат маркетиншки активности поради нивното влијание на социјалните мрежи и режисерските и уметничките способности на одредени ангажирани лица, насочени кон подобрување на позицијата на државната лотарија на пазарот на игрите на среќа. Најавуваат дека доколку се продолжи со, како што велат, клеветничките наводи, ќе ги преземат сите расположливи законски средства за заштита на интегритетот и приватноста на вработените. Следно на Канал 5, само вистина. Со вас вечерва Александар Видиновски. Пријатно.